Владината портпаролка Марија Митева предмалку на пресконференција соопшти дека судијата Ненад Савески е предложен за нов државен обвинител. Од пред владата во живо на темава го вклучуваме Михајло Видимлиски, па Михајло повели да чуеме подетално кои се владините аргументи за предлогот. Така е, Борче, Ненад Савески, судијата од Скопскиот кривичен суд, и официјално е кандидат на владата предлог за нов државен јавен обвинител. Предмалку соопштија на пресконференција овде од владата. Сметаа дека се работи за правник со богато професионално искуство, како што река од владата, цениме дека ќе придонесе за подобрување на состојбите во правосудството со оглед на тоа што има и богата професионална кариера. Од владата посочија дека имале аргументирана и исцрпна дискусија околу сите имиња кои што беа како предлози пристигнати овде во владата, без да посочуваат конкретни детали. Сепак конкретниот предлог е Ненад Савески, судијата, да биде предложен до собранието за нов државен јавен обвинител. Инаку Савески е судија во Скопскиот кривичен суд од 2016 година во кривична област. Тој има искуство и во јавното обвинителство, односно од 2009 година до 2016 работи како јавен обвинител во Скопското јавно обвинителство и упатува во основното јавно обвинителство Гостивар. Кои се аргументите на владата за изборот, односно да го предложи Ненад Савески за нов државен јавен обвинител во продолжение од изјавата на владината портпаролка? Владата донесе одлука до собранието да поднесе предлог за избор на Ненад Савески за нов државен јавен обвинител. Предлогот кој владата го упатува до собранието се темели на стручни оценки и мислења доставени од Советот на јавни обвинители, како и на внимателна анализа на професионалниот интегритет, искуство и досегашни резултати на кандидатот. Во таа насока се оцени дека предложениот кандидат ги поседува потребните професионални и лични квалитети. Владата смета дека предложениот кандидат ќе придонесе кон зајакнување на институционалниот капацитет, унапредување на професионалните стандарди и зацврстување на довербата на јавноста. Она што следува сега во наредниот период е и официјално да биде доставен овој предлог за избор на нов државен јавен обвинител во собранието, каде што пак денеска почна и усвојувањето на новиот закон за јавно обвинителство, односно овој закон помина во прво читање, додека јавниот обвинител пак се избира по стариот закон. Игор Филков, министерот за правда, го образложи новиот закон за јавно обвинителство, меѓу другото, она што може да го возможи новиот закон за јавно обвинителство е тоа што ќе има транспарентност во постапката за избор на нов јавен обвинител, меѓутоа и постапката за разрешување на јавен обвинител. Од опозицијата смета дека со овој закон нема да се направи значителен исчекор напред. Од пратеничката група на СДСМ, пратеникот Оливер Спасовски рече дека тие поддржуваат да се донесе нов закон за јавно обвинителство, меѓутоа, како што кажа, имаат низа аргументи кои што ќе ги преточат во амандмани во понатамошната процедура во рамки на собранието. Пратеничката Сонја Мираковска пак смета дека овој закон ќе биде на штета на самото обвинителство. Во продолжение дел од расправата во собранието. Предлог законот воведува поефикасен систем на оценување, при што редовното оценување ќе се врши на секој 3 години наместо досегашните 4. Се воведуваат прецизни критериуми за стручност, квалитет на одлуките, стручно усовршување и организаторски способности. Значајна новина и зајакнувањето на транспарентноста во постапката за избор на јавниот обвинител на Република Македонија, преку јавна седница на Советот на јавни обвинители, презентација на програмата на кандидатите, јавно објавување на биографиите и програмите на кандидатите пред седницата. Што исклучително е важно да ја обезбедиме она уставна категорија независноста на јавното обвинителство, а тоа можеме да го направиме ако еден ден овде во собрание со квалификувано мнозинство го бираме јавниот обвинител и на таков начин го разрешуваме. За жал, ние ќе имаме едно јавно обвинителство во кое оние кои се и малку посвели обвинители многу лесно можат да бидат дисциплинирани и да ги доведеме во ситуација да не носат одлука, поготово кога тоа нема да се допаѓа на власта. Вака, ако остане законот за јавно обвинителство, најмалку е реформски, најмалку ќе донесе до независно, ја руши независноста на јавно обвинителската служба, најмалку ќе им даде право на обвинителите да размислуваат по свое убедување, да
обвинуваат, гонат. Така, Борче, значи судијата Ненад Савески официјално е кандидат на владата предлог за нов државен јавен обвинител. Во оваа трка четворица кандидати имаше освен Савески, влегоа и веде државната обвинителка Анита Тополова Исајловска, како и обвинителките од Скопското обвинителство Лидија Рејчевик и Ленче Ристоска. Сега предлогот треба да биде доставен до собрание, каде што се избира по стариот закон за јавно обвинителство со 61 глас за. Студија Михајло Видимлиски за предлогот на владата за нов државен јавен обвинител ти благодарам.